Македонија е пред енергетски најтешката зима. Покрај уверувањата дека имаме алтернатива за рускиот газ од кој во моментов сме 100% зависни, експертите алармираат дека не се реагирало на време и дека во периодот кој следи државата ќе се соочи со недостаток на газ. Според Константин Димитров, алтернативните решенија ќе донесат проблеми и во набавката и во транспортот на газ затоа што на време не се направиле долгорочни договори. Може да се договорат транспортот на газ за нас, ако државата не сака да спроведува казнени мерки против Русија, да се договори и да се транспортира до Македонија, иако Бугарија не купува. Изјавата дека ќе купуваме газ од Азербејџан, од Шахденис 2, таму не се купува на кило. Се купува на ниво на 5-6 години през договор, резервираш и купуваш. Без газ, од денешка се јавува многу сериозен проблем. Ама затоа викаме, ќе купиме мазот. Кога? Кој ќе поскапи малку, нормално. А зошто? Провизијата, профитот е на трговците. Министерот Бектеши вчера најави дека ќе биде воведена кризна состојба од август со цел ЕСМ да набави мазут и јаглен за работа на термоелектраните. Бектеши најави дека не очекува најтешката зима досега, но засега не најави рестрикции по примерот на останатите земји. Пред колапс е и бизнис секторот поради неизвестноста дали компаниите ќе имаат газ и по која цена ќе го плаќаат од септември, а дополнително покрај што цената на гасот за еден месец се покачи за 100%, енормно расте и цената на струјата на Хупекс берзата која достигна и до 600 евра за мегават часови. Дополнително оптоварување на енергетскиот систем може да биде и тоа што поради недостиг на газ многу од домаќинствата ќе се префрлат да се греат на струја. Во овој летен период, кога имаме смалена работа, да кажем, и во индустрија, кога нема загревање, кога имаме се уште доволно некаква вода во езерата, на есен ќе нема воопшто вода за хидропотенцијал, ние имаме недостаток на електрична енергија, увезуваме секој ден меѓу 20 и 30%. И очекуваме зимовска кој ќе се зголеми потрошувачката, барем за 40 до 50% ќе произведуваме електрична енергија. Ама, велиме ќе, владата ќе обезбеди глава преку гласноговорникот од Министерството за економија. Ќе. Нема ќе. Загрижени сме. За да произведе треба јаглен. Ама ќе купиме од Албанија и Косово. Или купивме. Една е да купиш, друго е да го пренесеш. Во меѓувреме, прогнозите од Европската Унија се прилично лоши. Меѓународната агенција за енергија им порача на земјите членки дека ќе треба да ја намалат потрошувачката за 20% во споредба со денес, за да ја преживеат зимата во услови на закани од целосно прекинување на рускиот газ.